Со Панче Тушковски на чело на МВР хаос се случува по македонските улици. Безбедноста е загрозена, нема никаков ред и поредок. МВР се сведе на тоа да не може ниту еден джип неправилно паркиран да санкционира, рекоа на прес од СДСМ. Скандалот во Дебар Мало по кој знае кој пат го потврди нефункционирањето на Министерството за внатрешни работи, ама го покажа и каубојското аздисување на бодигардите на функционерите на власт. Од обезбедувањето на премиерот Мицкоски, едниот оддавал државни тајни, другиот нападна полицаец попречувајќи акција против дрога. Обезбедувањето на Гаши направи инцидент на Скопскиот аеродром, извади пиштол, турна и нападна полицаец. Сега обезбедувањето на председателката е вмешано во скандалот во Дебар Мало. Нема ред и поредок, нема одговорност. ВМРО ДПМН денес ја прозива Левица и Апасиев, бидејќи купиле конфискуван имот за 3 пати пониска цена. Левица и Апасиев во директен договор со извршител и банка купиле конфискуван имот за 3 пати пониска цена. Левица и Апасиев се фатени инфлагранти во сделката на деценијата, за која многу светски инвеститори можат да им позавидат. Левица и Апасиев, кои декларативно беа против извршителите, не се колебаат да купат одземен имот од истите тие извршители. Уште поголем проблем е ставот на Левица, дека извршителот немал ништо со преговорите, туку дека тие се договориле со банката и објектот го земале со хипотекарен кредит.